Новиот биометриски систем за влез и излез на Европската Унија, ЕС, од почетокот на примената во октомври 2025 година, регистрирал повеќе од 66 милиони премини на надворешните шенгенски граници и блокирал околу 32.000 влезови на патници од трети земји, велат податоците од извештајот што Европската комисија го презентираше во Брисел. Системот ЕС целосно стапи во функција на сите надворешни граници на Шенген на 10 април годинава и го замени традиционалното печатирање на пасошите со дигитална регистрација, која вклучува фотографија на лицето, отпечатоци од прсти и податоци од патните документи. Според информациите, повеќе од 800 лица на кои им бил одбиен влез биле означени како безбедносен ризик. Одделно, ЕУЛИСА го објави својот прв квартален статистички извештај за пилот фазата од октомври до декември 2025 година. Во тој период биле регистрирани 8180 одбивања за влез, 283 повлечени дозволи, 479 продолжувања на престој и повеќе од 492.000 исклучоци од регистрација на отпечатоци од прсти. Сепак ЕС предизвика и проблеми, а кај нашите граѓани тоа особено болен на границата со Грција и предстојните годишни одмори. Од грчка страна е побарано одложена примена на системот за да се спаси туристичката сезона на двете страни. Поради ваквите ситуации, Европската комисија на 2 мај го активира така наречениот флекс режим, кој им овозможува на земјите членки привремено да ја суспендираат биометриската регистрација кога редиците ќе ја надминат безбедносната граница. Ова ги вклучува и граничните премини со Грција и Бугарија, каде особено во летниот период колоните за влез и излез се долги. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче денеска на прес изнесе дека уставните измени и вметнувањето на бугарите во уставот се во интерес на нашата држава, а не на Бугарија. ВМРО ДПМН е тврдат. Главните соработници на бугарската пропаганда во државата и Филипче се Румен Радев и Рубин Земун. Јас лично и СДСМ ги застапуваме ексклузивно интересите на држава. Ги застапуваме македонските интереси. Интерес на државата е да се интегрира во Европската Унија. Уставните измени не се интерес на Бугарија. Бугарија е земја членка на Европската Унија. Членка на Шенген, членка на еврозоната, тие луѓе добро живеат. Имаат стандард, државата расте, се менува, посебно после влезот во Европска Унија. Вие знаете како изгледаше Бугарија пред влезот во Европска Унија. Нема никаква врска со тоа што е сега. Исто како и другите земји членки на Европа, пред и после на влезот во Унијата. На фотографијата зад мене го гледаме Рубин Земон, членот на извршниот одбор на Филипче, кој вчера вечер си поднесе оставка од истата функција, кој јасно на бугарски подкаст велеше дека Гоце Делчев е мит и дека не направил ништо за Македонија. Рубин Земон на фотографијата е на средба со Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија. Оваа фондација и незиниот председател велат дека Македонија и Бугарија се еден народ во две држави, како што и велеше врховниот лидер на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Оваа коалиција на Венко Филипче и Рубин Земон, односно на СДС со бугарски организации, е спремна да го негира македонскиот идентитет. Министерството за финансии одзеде дозвола за работа на едно од поголемите финансиски друштва на пазарот, откако со вореден надзор, спроведен по пријава од граѓанин, биле утврдени сериозни повреди на законските обврски. Надзорот утврди грубо прекршување на законските прописи, постапување спротивно на правилата за заштита на корисниците и практики со кои директно биле доведени во ризик граѓаните, корисници на финансиски услуги. Поради тежината на утврдените прекршоци и сериозноста на констатираните неправилности, Министерството за финансии донесе решение за одземање на дозволата за работа на финансиското друштво. Стои во денешното соопштение од Министерството. Од почетокот на оваа година, од кога се засилени контролите врз работата на финансиските друштва, до сега изречени се 22 глоби за друштва, како и 23 писмени наредби за отстранување на утврдените неправилности. Паралелно со контролите, Министерството подготвува и законски измени со кои дополнително ќе се заострат условите и критериумите за работа на финансиските друштва. Целта на законските измени е да се намали ризикот од прекумерно задолжување кај граѓаните, да се обезбеди поголема заштита на потрошувачите и да се зголеми транспарентноста и одговорноста во работењето на финансиските друштва. Дополнуваат од Министерството.
Министерството за финансии ќе продолжи со интензивни контроли и ќе ги превзема сите расположливи мерки согласно закон со цел заштита на граѓаните и спречување на непочитување на законот. Според податоците на Евростат, дури 32% од работниците во Македонија работат за време на викендите, со што земјата е меѓу европските држави со највисока стапка на работа во сабота и недела. Од друга страна, 21,3% од европските работници редовно работат во сабота и недела, вели извештајот на Евростат. Во некои земји просекот е значително повисок, особено на Балканот и на Медитеранот. Во Грција дури 41% од вработените и самовработените работници се активни за време на викендите, 33% во Босна и Херцеговина и 32% во Малта, Кипар и Македонија. Во исто време, северниот и источниот дел од континентот покажуваат пониски стапки. Во Литванија само 4% од работниците работат за време на викендите, како и 7% во Унгарија и 7,5% во Полска. Според Евростат, 13,7% од работниците во Хрватска работат за време на викендите. Што се однесува до самовработените, односно работодавачите, Грција повторно покажува највисока стапка од неверојатни 75%. Работењето за време на викенди не мора да значи повеќе часови работа вкупно. Сепак, во случајот со Грција, бројките се во согласност со другите податоци на Евростат, кои покажуваат дека грците имаат тенденција да работат подолго време од кој било друг во Европската Унија. Прогласена вонредна состојба во повеќе делови од Бугарија, откако невидени поројни дождови ги претворија улиците во реки и поплавија десетици домови и однесоа автомобили. Состојбата во градот Велико Трново и општината останува критична, откако реката Јантра се излеа од коритото и достигна речиси 7 метри на критичните 6. Ситуацијата е најлоша во населбата Асенов, Дебелец, Пушево, Леденик, Пришево и Килифарево, каде што се поплавени куќи, приземја и дворови. Цела улица со станови на Григорий Цамблак е под вода, а асфалтот и плочките се однесени на многу места. Поради опасното зголемување на нивото на реката Ноки, активиран е системот БГ Алерт. Организацијата Студенти во блокада денеска организира голем протестен собир на Белградскиот плоштад Славија, на кој своето присуство го најавија академци, активисти и бројни граѓани од сите делови на Србија. Присуство на денешниот протест потврдија од Зелено-левиот фронт, од каде што неодамна најавија дека ќе поддржат самостојна студентска листа доколку изборите се одржат во јуни или јули. Белградските студенти досега во повеќе наврати организираа протести на плоштадот Славија, а минатогодишниот собир кој се одржа на 15 март се смета за најмасовниот протест некогаш организиран во Србија до тој момент. Унгарската влада донесе одлука повторно да го забрани увозот на украински земјоделски производи, со образложение дека мерката треба да ги заштити домашните земјоделци и безбедноста на снабдувањето со храна. Одлуката ја објави премиерот Петер Маѓар на платформата X, наведувајќи дека владата истовремено ја повлекува и претходната намера на Унгарија да се повлече од меѓународниот кривичен суд. Според владината уредба, забраната опфаќа широк круг производи од Украина, меѓу кои месо, јајца, мед, зеленчук, пченица и друга. Гасеници на инсект познат како боров четник пустошат борови шуми низ Македонија, што се очекува да се засели со доаѓањето на пролета. Според најновите науди на експертите од Факултетот за шумарски науки, зафатени се 9300 хектари борова шума, а ситуацијата е најалармантна во шумските предели околу Кочани, Виница, Штип и Свети Николе. За жал, појавата на боров четник и неговото масовно размножување не се ретка гледка кај нас. Ова ситуација се повторува од година во година со се посериозни последици. Исклучок не беше ниту изминатата година кога забележавме сериозна појава на сушење дрвја, црн бор на секаде низ државата. За ова сушење и изумирање придонесуваат голем број негативни фактори, но често токму боровиот четник го подготвува теренот. Велат од Факултетот за шумарски науки. Како на овој проблем гледаат и што преземаат од Национални шуми на Македонија. Ние како јавно предпријатие се обративме на Факултетот за шумарство, од каде соодветни тимови кои што се стручни во однос на проблематиката која што во моментов ја третираме, беа на терен и излегоа со конкретни извештаи и насоки кои што ги дадоа до нас како предпријатие. Значи, меѓу другото, и она кој што го споменавте, да, имаме и доста боров четник кој што
ги има нападнато тие култури. Значи, ние од факултетот имаме добиено конкретни чекори кои што ќе мора да ги спроведеме се со цел да површините се обноват и на истите се насадат или пак она кое што е евентуално здраво остане заштитено од ова кое што сите го гледаме. Досегашни напори во борбата против боровиот четник не секогаш биле успешни, бидејќи покажува неверојатна отпорност. Кое е решението во ваква состојба? Сега ние како предпријатие верувате дека се она кое што ќе го добиеме како задолжение, би рекол, ќе го направиме истите тие површини. Значи, ќе се направи проценка дали некаде ќе треба да не делуваме, тоест да направиме други превентивни мерки, дали некаде ќе треба целосно да се отстрани таа вегетација која што има и да во најкратко можно време веднаш пристапиме со пошумување и би рекол со пошумување на дрвни видови кои што во периодов кој што предстои добро ќе екзистираат таму. Јас во неколку мои изјави кажав дека најдобро е за било кои површини пошумувањата да ги правиме со автохтони видови, тоест со видови кои што се веќе докажани за тие површини дека најдобро екзистираат, тоест дека тоа е нивниот природен дом. На тој начин, тие дрва кои што ние би ги засадиле или пак кои што природата сама ќе ги даде како обнова, на тој начин тие многу лесно и многу брзо ќе растат и ќе се развиваат. Боровиот четник големо присуство покажува и во други делови од државата, а особено изразен е и во Скопско. Предстои проект за енергетски ефикасна зграда на општина Пехчево. Градоначалникот Александар Китански го потпиша договорот за отпочнување на негова реализација. Проектот представува дел од стратешките заложби на општината за создавање зелен град и унапредување на грижата за животната средина. Со реконструкцијата се предвидува подобрување на енергетските перформанси на објектот, намалување на потрошувачката на енергија и создавање подобри услови за работа на административните служби. Изјави Китански за телевизија Стар. Градоначалникот Китански нагласи дека општината и во иднина ќе продолжи со реализација на проекти насочени кон енергетска ефикасност, модернизација на јавната инфраструктура и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. 23 мај се одбележува како Национален ден на власите, со што се навршуваат 121 година од признавањето на власите како посебен народ со декрет на султанот Абдул Хамид II во 1905 година. Воедно се одбележуваат и 19 години од кога 23 мај е прогласен за државен празник за припадниците на влашката заедница во Македонија. По тој повод, претседателката на државата, Гордана Силјановска-Давкова, упати честитка. Вие припаѓате на древната духовна лоза на балкански народи, чие историско обстојување не е врзано за моќ и граници, туку за јазикот, меморијата и свеста за посебниот влашки идентитет. Треба да сме горди како единствената држава во која што власите се уставен етнички ентитет, рамноправен со другите и еднакво во уживањето на индивидуалните и колективните права. Стои и другото во честитката на Силјановска-Давкова. Од 27 мај започнува снимањето на новиот игран филм на режисерката Марија Апчевска, Пролетно чистење. Филмот е современа психолошка драма за мирот и немирот на една жена, иселеничка која се соочува со ненајдената смрт на својата мајка. Филмот ќе се снима на повеќе локации меѓу кои Штип, Скопје и Велес. Во филмот по карактерската екипа ќе се појават и над 300 статисти, што ќе го збогатат визуелниот приказ и ќе ја доловат атмосферата на современиот живот на нашите простори. За снимањето во Штип ќе се одржи отворена аудиција за статисти во понеделник во Домот на културата Ацо Шопов. Доаѓаме овој понеделник во Штип и ќе бидеме во Домот на културата од 10 до 18 часот. Ве покануваме сите вас кои што сте филмски ентузијасти, кои што сакате барем на еден ден да ја искусите филмската магија и да го видите оној процес што се одвива нели зад камерите. Нема ограничување на возраста, добредојдени се сите од најмали до најстари. Не ви се потребни никакви припреми, дојдете такви какви што сте, ќе се запознаеме, ќе ве фотографираме, ќе поразговараме и ќе се договориме за се понатаму во иднина.
Викендов и до крајот на месецот Управата за хидрометеоролошки работи најавува нестабилно време со поројни дождови, но и високи дневни температури. Денес и утре во попланените часови и во источниот регион на повеќе места ќе имаме пороен дожд, појава на грмежи и повремено засилен ветер. Локално се очекуваат и поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер кој локално ќе надминува брзина и над 60 км на час. Ќе има и услови за изолирана појава на град. Какви температури не очекуваат во источниот регион? Значи денес и утре максималната температура за источниот регион од 20 до 26 степени. Веќе од понеделник очекуваме стабилна временска состојба, особено за источниот регион, ќе биде и топло со пораст на дневната температура. Во следните денови во интервал од 22 па се до 30 степени. Најтопол ден очекуваме среда преку денот, кога максималната температура во Штип ќе го достигне и 30 степен. Во четврток мало стабилизирање и нови најави за локално невреме. Четврток имаме нешто пониска дневна температура за 2 до 3 степени и во четврток во попладневните часови очекуваме локална појава на нестабилност во источниот регион со краткотраен пороен дожд, појава на грмежи и повремено засилен ветер. Значи до крајот на месец мај, од петок па и во деновите од викендот повторно не очекува стабилно време, но со нешто пониски дневни температури во интервал од 22 до 27 степени. Македонската православна црква Охридска архиепископија утре го празнува денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Со по Божја волја и со Божја промисла, бидејќи Бог не сака никој да загине, но сите да се спасат, па така и со содејство на Светиот Дух им благословил тие двајца браќа да ја состават глаголицата и да го проповедаат Евангелието на словенски разбирлив јазик. И затоа се нарекуваат се словенски просветители и учители. По тој повод, утре пред спомен обележието на браќата Кирил и Методи во близина на соборниот храм Свети Никола во Штип, делегации на локалната самоуправа, општествено-културни институции и представници на политички партии ќе положат букети цвеќења. Настанот е закажан за во 10 часот. Јас сум Хелена. Коки, легендарниот папагал од Бриони е еден од најпознатите жители на островот. Годинава слави 70-ти роден ден. Жолтопрејастиот какаду, познат како папагалот на поранешниот југословенски претседател Јосип Броз Тито, со деценија е вистинска атракција и символ на Бриони. Познат по својот богат вокабулар, Коки денеска ги изговара препознатливите реченици и се уште го бара Тито. По повод неговиот јубилеен роден ден и меѓународниот ден на папагалите, Националниот парк Бриони на 31 мај ќе го прослави неговиот роден ден. Јас сум Хелена. Утре не очекува претежно сончево време со температури до 25 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 14 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 53%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 25 степени, Проби Штип 24, Чешиново, Облешево и Кочани 25 степени. Температурата во Веница, Македонска Каменица и Делчево до 24 степен, во Пехчево и Берово максимални 21.
Православните верници утре ги одбележуваат светите Методий и Кирил Рамноапостолни. Во католичкиот е Духовден.